Сточарството долго време било начин на живот на луѓето во повисоките, ридските и планинските места. Скриени меѓу високи шуми и на располагање со недоодни ливади, овците и козите биле главна стопанска гранка на цел струмички регион. Но денес под беласичките и подогражденските села, барем во струмичкиот крај, се испразнети, а од добиток не се чува речиси ништо. Причината е што меѓу останатите жители се главно возрастни луѓе, кои не се во состојба да се носат со таква одговорност. Затоа вистинско изненадување, но и освежување се последните сточарски семејства од Самоилово. Душанка Мечева е едно од неколкуте домакинства кои не се откажале од сточарството во ова село. Се симнува дури до смоларе на пасење, но вели дека оваа работа е многу напорна и бара голем ангажман. Има, ма кој може да ги гледа. Напорно ли е? Напорно, многу. Претерно многу. Да. Каков ангажман бараат? Што еве во текот на денот треба да се ангажирате, да сработите околу ова стадо? Да, да. Да и најадеш, вода да и напош, ама многу ваци има, многу е страшно. Душка раскажува дека волците се секојдневно присутни и ги демнат трлата, па често угинува по некоја коза. За сега нејзиното трло брои 30 на кози и нема намера да го зголемува. Заканата од грабежливи волци не е единствената за бројот на трла во регионот. Долгите суши преку летото исто така стануваат проблем за наоѓање соодветни пасишта, но и тоа што откупните цени на јарињата и млекото често пати варираат, па производителите се во неизвестност. Според Државниот завод за статистика, одгледувањето на кози во земјава го задржува трендот, но бележи изголемување. Така, бројот на кози во Македонија лани е зголемен за околу 7% во споредба со претходната 2022 година.